студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Премиерот Христијан Мицковски од денеска престојува во работна посета на Брисел, во чии рамки утре ќе учествува на самитот ЕУ Западен Балкан. Според најавите, предвидено е премиерот Мицковски и членови на владината делегација вечерва да присуствуваат на настанот насловен Здравица за добрите соседи. Еве колку се добри западните балканци, што под покривителство на еврокомесарката за проширување Марта Кос го организираат амбасадорите на земјите од Западен Балкан во Брисел. Како што се наведува во најавата, станува збор за уникатен настан каков што Брисел досега не видел, посветен на чествувањето на културното богатство, разновидностите и европската иднина на Западен Балкан, со посебен акцент на еден од најсимволичните делови од традицијата на регионот, уметноста на правењето на вино. Собранието денеска ќе расправа за разрешување на државниот јавен обвинител. Советот на јавни обвинители веќе најави дека правна основа за вакво нешто нема. Одлуката за разрешување на државниот јавен обвинител е резултат на незадоволство од неговата работа. Премиерот Христијан Мицковски вели дека Коцевски имал период од година и пол да се докаже во својата работа, па како влада се одлучиле да направат политички чекор за разрешување на обвинителот. Оваа одлука не е само политичка. Логично е да е политичка, ние како политичка структура ја водиме владата и ние дадовме шанса година и половина. Како ниту една влада во минатото, ние на наследен јавен обвинител му оставивме година и половина да се размамне со неговиот тим. Ги видовме резултатите какви се и логично е, не сме задоволни и влегуваме во процес да бараме јавен обвинител од кој што очекуваме многу повеќе. Предлогот за разрешување на Коцевски утре ќе се најде пред пратениците. Во документот напишан на 9 страници, владата наведува дека обвинителот направил крупни професионални грешки и ја нарушил функционалноста на јавното обвинителство. Преку неефикасно работење, јавниот обвинител Љупчо Коцевски лично придонесе за сериозно нарушување на меѓучовечките односи во јавното обвинителство, генерирајќи конфликти помеѓу самите обвинители на сите нивоа преку намерни пропусти во своето работење, ја направи целосно нефункционална институцијата јавно обвинителство, пишува во предлогот кој утре ќе се најде пред пратениците. Собранискиот спикер Гаши денеска на брифинг со новинарите рече дека нов државен обвинител ќе биде избран во законските рокови, без да прецизира точен датум кога пратениците ќе бираат наследник на Коцевски. Собранието ќе има рок од 6 месеци да избере нов државен јавен обвинител. Законот предвидува дека во случај на разрешување од функцијата, Советот на јавни обвинители е тој кој од редовите на јавните обвинители во републичкото обвинителство избира вршител на должност кој раководи со институцијата, но не подолго од 6 месеци. Невладините кои ги следат состојбите во правосудството, постапката за разрешување велат е загрижувачка, бидејќи недоволно се објаснети причините за смена на државниот обвинител. Најнапред беше иницирана постапка која што беше сопрена, па беше изгласана интерпелација, за сега да се продолжи сопрената постапка, што на некој начин го држи јавниот обвинител во еден систем на институционална уцена од механизми кои што треба да бидат користени строго правнички за да може да се утврди одговорност таму каде што вистина постои. Коцевски беше избран за државен јавен обвинител од претходното парламентарно мнозинство, а уште тогаш ВМРО ДПМН како опозиција тврдеше дека изборот е скандал, бидејќи се случил на помалку од 3 месеци од парламентарните избори. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Пратениците од владачкото мнозинство поднесоа резолуција за потврда на државните политики против нелегалната миграција и осуда на манипулациите за оваа тема. А таа уште денеска ќе се најде на седница. Од СДСМ пак велат дека спречувањето на приемот на мигранти може да се направи само со прифаќање на нивната резолуција. Пратеничките групи на ВМРО ДПМН Знами вреди ја поднесоа резолуцијата за потврда на државните политики против нелегалната миграција, но како што велат и за осуда на манипулациите на опозицијата на оваа тема. Документот пред пратениците уште утре ќе се најде на седница. Резолуцијата има 9 точки и во незиниот текст, како што велат од власта, намерно не се користи терминот нелегални мигранти, кој вчера го проблематизираа од опозицијската СДСМ. Се утврдува дека ниту било побарано, ниту е договорено, ниту ќе биде дозволено воспоставување
мигрантски кампови, прифатни центри или трајни форми на сместување мигранти на територијата на општините во државата и дека таква активност не се и нема да бидат дел од владините политики. 3. Се констатира дека ваквите дезинформации се шират свесно и континуирано, што е спротивно со правилата на поредокот, меѓу кои и кривичниот законник, законот за прекршоците против јавниот ред и мир, како и законот за спречување и заштита од дискриминација. Со резолуцијата се предвидува да се отфрлат и да се поништат сите аранжмани и одлуки од поранешната влада на Заев поврзани со кампови за прием и нега на мигранти, но се наложува и дека во иднина надворешната политика не смее да биде на штета на безбедноста и стабилноста на државата. Од СДСМ децидни пак дека крај на мигрантите во Македонија се става само ако се потпише нивната резолуција. Со контрарезолуцијата ДПМН знам го потврди она што СДСМ со денови го говори. Постои договор мигранти за пари. Затоа во контрарезолуцијата нема ниту една јасна одредба што забранува носење мигранти од Британија за пари. Има игра на зборови. Мигрантите ги кријат за термините како економски работници или нелегални мигранти. Ова, почитувани, е национално предавство. Владата на Христијан Мицкоски ја распродава иднината на Македонија. Прашањето за мигрантите се очекува утре да биде тема и на опозицијските пратенички прашања. На утрешната седница, според најавите од собранискиот спикер Гаши, ќе се најдат и измените на кривичниот законник со кој треба да се преиначи спорната одредба донесена од минатиот парламентарен состав за побрзо застарување на кривичните дела сторени со злоупотреба на службата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Во продолжение вести од светот.